Откако вчера низ медиумите во државата проструи како правокласна сензационална вест, случајот плиток погреб и денеска не престана да ја бранува јавноста. Клиентот инаку близок роднина на починатиот за случајот го запознал и градоначалникот Радко Димитровски, од кого поверал да се заложи за расветлување на непрописниот погреб. За проблемот и за преземаните активности за негово расчистување, градоначалникот Димитровски вели: Ние направивме увид врз база на овие информации кои што ги имаме. Нашите екипи се на терен, на лице место. Оние инспектори кои што се на годишен одмор ќе си ја завршат работата, ќе одидат на лице место. За жал, тоа е резултат на она што го ние предвидувавме кога го образлагавме формирањето на погребално предпријатие во Кочани и кое погребално предпријатие имаше контрола од страна на органите на општината. Знаете дека со приватните оператори тие се надпреваруваат едноставно на тоа кој што повеќе да земе, а не вршат никаква квалитетна услуга, односно услугата која што ја вршат не може да се контролира. Ние како општина не можеме многу да влијаеме во тоа, меѓутоа на секој повик ние ќе излеземе на лице место и ќе извршиме увид и евентуално да предложиме одземање на лиценцата или санирање на оние работи кои што се лошо завршени. И покрај конкуренцијата што се создаде со доделувањето на повеќе концесии за погребални услуги, сепак впечаток е дека вкупните состојби на тој план не се на нивото на потребите на граѓаните. Овој случај неминовно го наметнува и прашањето дали мораше јавното предпријатие што беше формирано по кусо време да биде ликвидирано, бидејќи државата не му додели концесија. Во секој случај, последниот збор во случајот плиток погреб ќе го имаат инспекцијските служби кои денеска ќе утврдуваат вистината по наводите во јавноста на двете страни.